Радио Визија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радио Визија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Добро вечер, Македонија. Врати перици канал ухо. 77, Ноќен експрес, Столе Наумов, Петрица Рачини. Професор доктор Слагена Тасева, како да ве нарече? Сеедно. Антикорупционер. Така, дајте. И во Скопското студио во Штип, Горан Левков, новинар, доволен. Горан, се слушаме? Се слушаме, добро вечер и поздрав до Скопското студио на канал 77. Тоа е нормално задоснување од технички причини. Денес ќе разговараме, ќе зборуваме, ќе анализираме, ќе даваме предлози и решенија за финансирањето на политичките партии. Тоа, господјо Тасева, не е проблем само во Македонија. Секаде има проблеми, секаде партиите се обидуваат на најразлични начини да се снајдат во наводници и да станат што побогати, да финансират што повеќе во реклама, ако се може, ако никој не ги фати и во корумпирање на гласачите. Имаше такви афери во Германија, Хелмут Кол околу 40 на милиони евра, кога му заврши кариерата. Тој беше најдолготрајниот канцелар на Германија, ја обедини Германија, меѓутоа заврши неславно поради таа афера за финансирањето на неговата партија. Таков судски процес мислам дека се уште трае во Хрватска. Санадер беше осуден на 9 години затвор. Сега се ревидира тој процес, нели уставен суд нешто поништи. И таму беше финансирањето на ХДЗ проблемот, поради кој што се случи судењето, преку една маркетиншка фирма, се викаше Фими Медија, се префрлаа пари во ХДЗ и пресудата, едно од пресудите беше ХДЗ директно обвинета како партија која што треба да ги врати парите. Имаме ли идеално решение за финансирање на политичките партии или се е до политичката култура поврзано со моралот, со етиката? Иако може едно допунско прашање, вака специјално допунско, господјо Тасева, во Македонија се уште, ако јас добро сум информиран, нема ниту еден случај покренат за незаконско финансирање на кампања, освен оној на Љубе Бошковски. Да, нема ниту еден случај до сега покренат за незаконско финансирање на политичка кампања, иако постојано укажуваме, изборуваме и дури гледаме од документите кои што и самите партии ги доставуваат и се она што е објавено на веб страните на институциите кои што го следат финансирањето на партиите, дека има тука многу непознати. Има и многу нерегуларности. Политичките партии ниту еднаш не направија напор соодветно да известат за своето финансирање. Секогаш е тоа непрецизно, недетално. Обично збирно се даваат информациите за тоа колку пари се добиени и колку пари се потрошени и за што се трошени. Така да, за да добиеме некаква слика за тоа што се случува во финансирањето на политиката, мораме да се занимаваме и со мониторинг од надвор на сите активности на политичките партии, да ги споредуваме со извештаите кои што тие ги објавуваат за тоа што правеле, за што трошеле пари, па да правиме споредба и да утврдиме дека тие трошоци не се соодветни. Да ве, кога го спомнавте мониторингот, на јавноста, например, забележа дека едни политички партии кои што користеле услуги на јавното сообраќајно предпријатие, тој факт не беше на никој начин транспониран во нивниот извештај кој што беше објавен, нели, на страниците на Државната изборна комисија. Како ги коментирате воопшто? Рековте дека тоа се збирка на бројки, но колку се тие бројки точни? Еве, од низ овој пример можеме да видиме дека партиите на некој начин ги манипулираат тие бројки.
има повеќе начини како ги манипулираат. Едно е користењето на услугите на јавните предпријатија, како што е примерот кој што го посочивте. Ние имавме такви случаи да за користење на такви услуги сме покренувале и кривични пријави против одговорните лица за изборните кампањи, затоа што се станувало збор за незаконитост во финансирањето на кампањата. Исто така сме поднесувале и кривична пријава во ситуации кога општини набавувале IT опрема, компјутери за политичките партии, кое што било потврдено од страна на општините со официјални документи. Меѓутоа, обвинителот во ниту една ситуација не најде сила да поведе постапка и некого да казни за незаконито финансирање на кампања. Досега сме имале и многу други случаи и сите сме ги доставиле до јавното обвинителство и сите останале неразрешени, односно одбиени, затоа што, например, во еден случај партијата дополнително платила од својата сметка, иако во моментот кога ние истражувавме беше платено од јавното, од комунално предпријатие, беше платено од општинската организација на партијата. Но подоцна заклучиле обвинителите дека нема штета, затоа што на крајот сепак партијата си платила од својата сметка. Но тоа е откако ние сме интервенирали и сме поднеле кривична пријава, така да на некој начин обвинителството како да го прикрива или го покрива овој криминал, а не да води постапки. И затоа ние зборуваме сега за Хелмут Кол или за случајот со Санадер во Хрватска. Се обидов да релативизира малку работата. Но таму профункционираа институциите на системот. Еден таков државник и политичар како Хелмут Кол, кој што направи многу за својата држава, да, отиде неславно од политиката затоа што обезбедил 40 милиони марки во тоа време за финансирањето на неговата политичка партија. И не било јасно од каде потекнуваат тие пари. И таму се спроведе целата постапка за да се утврди што се случило и на крајот партијата мораше да ги врати парите. Исто и случајот во Хрватска. Додека кај нас институциите воопшто не преземаат ништо, и заради тоа имаме голема сива зона во финансирањето на политиката. Горан Левков во Штипското студио. Горан, интересен филм имаш направено. Истражувањето сигурно не ти било баш многу пријатно кога си чепкал по имотите на партиите. Меѓутоа, има тука еден проблем. Не знам колку се сеќаваш, на времето беше донесен закон со кој што и им се ограничуваше можноста на партиите да имаат имот. Имаше еден период, Батестоле, нели, партии, има банки и така натаму, па тоа нели се промени со после тоа се промени и после тоа на лица, на физички лица ги префрлува фирмите. Мислам дека до ден денеска е така. До кои податоци успеа да дојдеш, а до кои податоци, според анализата што ја имаш направено и во текот на снимањето на филмот, и после тоа кога легнале работите, до кои податоци не успеа да дојдеш правејќи го овој документарец и истражувајќи на тема финансирање на политички партии? Финансирањето на политичките партии во Македонија е една така интересна работа, во која што гледаме многу нелогични ствари. Значи, го истражував повеќе време, неколку месеци Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија го истражуваше финансирањето на политичките партии преку ревизорските извештаи што беа и состојбата што беше на терен. На неколку пати се соочивме со некои абсурдни работи. Само владеачката партија, например, истражувавме според ревизорските извештаи во последните неколку години од 2011 до 2016 година, само парите потрошени за политички кампањи и парите собрани од донации излегува дека тие се во минус некаде околу 4,5 милиони евра. Од друга страна, со истражувањето што го правевме заедно со колешката Сашка Цветковска од Нова ТВ, произлезе дека тие имаат, ВМРО ДПМН има 40 нови имотни листови од 2014 година до сега. Во тој период партијата може вложила некаде од 5 до 10 милиони евра само за купување на недвижни имоти за нивните седишта.
Гледаме една голема дискрепанца помеѓу приходите и расходите што ги имаат прикажано. Од друга страна, во делот, пак ќе се навратам во делот на финансирање на политичките партии и нашите законски решенија. Тие се многу лоши во смисла што не нудат некои добри практики за финансирање на политичките партии. Се префрлаат некои ситни суми тамо од 100 до 200.000 евра или нешто повеќе од државниот буџет, а од друга страна партиите од донации собираат околу 1.000.000 и нешто илјади евра за секои избори. Тоа се донации официјални на ВМРО ДПМНЕ, а според проценки на пример на нивниот поранешен лидер Љупчо Ѓоргиевски, тие трошат некаде од 5 милиони евра, кампања име од 5 милиони евра па нагоре. Од друга страна, сведоци бевме овие денови за како е регулирано финансирањето на политичките партии во Бугарија. Таму се префрла од буџетот по 11 бугарски лева или околу 5,5 евра за секој освоен глас. Тие пари се Кај нас е таа сума далеку помала, така? Кај нас е далеку помала таа сума и едноставно ги турка самите партии во корупција. Во изјавата на Љупчо Ѓоргиевски тогаш беше потенцирано дека тој не познава политичар во Македонија од 90-тите години досега што во одреден момент не влегол во корупција за да ја финансира собствената. Прости што ќе те прекинам. Кој ги дава овие пари? Докаде успеавте да допрете со вашето истражување и што прашавате Столе во кои делови не успеавте? Каде е тешко да се допре? Ние се базиравме претежно на документи. Знаеме дека и во тие документи не е опфатено се, посебно делот на трошоците, посебно делот на оние црни пари што се во медиумите, делот на дисконт, на попусти што им ги дават медиумите кон политичките партии, особено кон политичките партии на власт. Тоа се огромни суми на пари, доколку се пресмета платената сума што е дадена на партија, на времето што е дадено на партијата за реклама, од друга страна приходите што се платени. Едноставно, значи, нерегуларности во делот на финансирањето на политичките партии излегуваат од сите страни. Значи, едноставно да го прочитате само ревизорскиот извештај, ќе ги забележите сите тие работи. Не треба нешто подетално да влегувате. Доволна провокација, мислам, за да го продолжиме понатаму муабетот по рекламите. Само да ги кажам, пред рекламите мораме квизот да видиме, тоа е предизвик за андерграундот и за нашите слушатели и гледачи секако. Што однесува и на нашите гости. Квизот е наменет за слушателите, за оние кои што не гледаат на YouTube, оние кои што пишуваат на Facebook, на Twitter. Прво прашање, на кого не му е местото во ова друштво? Драган Малиновски, Мирјана Димовска Косакатска или Косакатова, Михајло Маневски или Филимена Маневска? Второ прашање, невладината организација на слаганата се вика Transparency International Македонија, Транспарентност Македонија, Македонска транспарентност или Антикорупцијска комисија на Македонија. Слагана Таса беше кандидат за председател на Република Македонија во обид 2014, 2009 или 2004. И одговорете со точно или неточно. Прв председател на Антикорупцијска комисија на Македонија беше Вања Михајлова. Точно или неточно? И второто прашање, што треба да го одговорите со точно или неточно, Моника Ковеши, главен обвинител на Националната дирекција за борба со корупцијата, НДБК во Романија, суперзвезда за народот и страшило за корумпираните политичари. Видите, само кај нас, точно или неточно е ова, значи Моника Ковеши, внимавајте, во името е опасна господја. Кај нив се на ниво на звезди, кај нас антикорупционерите, знаеш кој е председател на антикорупција? Па сега овој новиот не. Чекај, не беше тој со Господ е сменет. Има многу министри непознати во последно време, Батестоли, има многу државни функционери. Доказ е дека тоа е многу популарно и луѓето им веруваат, имаат верба во нив. Во институцијата специјалното јавно обвинителство, значи пандан на антикорупционерите, на пример, тоа што го работат во Романија, кај нас е СЕО. Исто така се многу популарни и голема доверба имаат во нив. Тоа се прашањата за слушателите, да кажам дека може да се јавуваат на 032 397 727 397 707. Слушателите треба да одговараат на прашања, знаат ли како се финансираат партиите, дали донирале некојаш за некоја партија,
од каде им се парите за скапи изборни кампањи, згради, автомобили, партиски имоти и активности. Тоа е тоа. Реклами. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Здраво, јас сум Вања Мицевска. Здраво, здраво, јас сум Гоце Јованов и со нас се дружите секој работен ден од 7 до 10. Заедно да си посакаме добро утро. Вкус за кој сонувате мора да е Пекабеско. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Радиовизија. Реклами. Ноќен експрес. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес.
Следете не на facebook.com/Канал 77 и twitter.com/Канал 77. Одеме понатаму. Господи Тасева, веднаш да почнеме финансирањето на политичките партии, основа извор за корупција, црни пари, фондови кеш. Тоа веќе го закучивме и се обидовме да го разглобиме, да го речениме. Дали финансирањето на политичките партии како проблем кој што треба да се решава, кој што цело време се потенцира и извештаите на домашните мониторинг организации, на ревизорот, но и на Европската комисија, го има во изборните програми на партиите за овие избори? Или тоа никој не го споменува? Не знам дали го има. Јас не го видов во програмите финансирањето на политичката партија. Значи не знам. Може би да Левков, може би не. Што јас Тасева не сме го забележали, тоа значи го нема. Не е проект. Па далеку од проект, мислам. Далеку од проект, финансирањето е секој завиено во црно и со многу, што е најжално, значи во целото тоа финансирање на политичките партии има многу криминал. Криминалот се гледа, а никој не се занимава со тоа. Значи кога го правевме истражувањето, видовме дека посебно во политичката партија во Демократската унија за интеграција, како финансиери се појавуваат државни предпријатија, а според законот, значи е забрането на предпријатие кое што има повеќе од 20% од државна собственост, е забрането да финансира политички партии. Таму се јавува, мислам, државен студентски центар, македонски железници, инфраструктура, државни предпријатија каде што директори беше кадар на ДУИ. И директорот донацијата своја ја дава од државната каса. Па да, баш така, значи никаде не го сретнавме директорот, мислам да биде донатор како физичко лице, како што тоа се појави на пример во последните ревизорски извештаи. Никола Груевски беше последен донатор на листата на објавена на Државниот завод за ревизија. Никола Груевски беше последен донатор на ВМРО ДПМН или Зоран Заев или Оливер Спасовски во СДСМ. Шекеринска беше, да. Шекеринска беше исто, имињата на овие директори не ги видовме или барем сега се сменети да не ги знаеме, ама нивните предпријатија беа таму. Што е казнено по закон. Во програмите на партиите го нема финансирањето на политичките партии, меѓутоа го има во извештајот на опција на ОДИХР, се споменува финансирањето на политичките партии. Господи Тасева, вие излеговте прелиминарно, тоа е модерен збор, со некои податоци, колку според извештаите е потрошено во оваа кампања, дали се малку по-прибрани, по-средени, по-транспарентни во однос на претходните избори 2014-та, заради пражино, заради заселениот мониторинг, кој е вашиот заклучок? Па според нивните податоци, според тоа што партиите самите го напишале во нивните извештаи, приходите, односно донациите, се околу 80 милиони, додека трошењата се повеќе од 230 милиони. Значи тие потрошиле 3-4 пати повеќе од колку што добиле донации. Кој ќе ја плати сметката? Значи имаме огромна дупка за тоа во однос на финансирањето на кампањата, колку се пријавени како добиени средства и колку се пријавени како потрошени. Меѓутоа, во трошењата постојат и точни податоци, например, преку агенции следевме колку потрошиле пари за објави во електронските медиуми, во печатените медиуми, колку потрошиле пари за билборди, тука имаме уште малку да работиме, меѓутоа голем дел од кампањата оваа година се одвиваше преку интернет порталите. Како може да се следи тоа на социјалните мрежи? Нели има многу објави кои што се спонзорирани? Нели $2, $3, $5, $13 и се добива одреден процент од публиката на Фейсбук. Так. Дали воопшто во тие финансиски извештаи на партиите влегуваат овие пари? И кој ги следи? Како трошат партиите и дали воопшто даваат отчет за тоа? За жал никој не го следи ова. Од целата листа на медиуми кои што се пријавиле
до Државната изборна комисија дека ќе објавуваат медиумски промотивни кампањи за политичките партии, дури 74% се интернет портали. И тоа е таа сива зона, значи голем дел ние не можеме да ги следиме како оди плаќањето на тие интернет портали. Најчесто спонзорирањата се прават и лично. Имаш спонзорирање од еден политичар за својата кампања. Тоа не се покажува како трошок во кампањата на политичката партија или коалиција. Затоа ние сега една од нашите препораки ќе биде да се уреди начинот на рекламирање преку интернет порталите. Не знам колку тоа ќе биде успешно, затоа што тоа е област која што ниту Агенцијата за аудио и аудиовизуални не ги следи, значи никој тоа не го следи, а меѓутоа тоа веќе се издвојува како сериозна ставка во финансирањето на кампањата, затоа што тие сметки се плаќаат директно од картички, а тие картички не се составен дел на партиската сметка за изборната кампања или од сметката за коалиција. Порано имаше за скитане, мислам дека тоа го следи и го работи во процедура, како се вика тоа, и специјалното јавно обвинителство. Луѓе кои што се залутани за скитани, кои што не знаат дека донирале пари, имаше такви примери. Сега ги погледавте ли донаторските извештаи? Сега се малку по-внимателни тука партиите, исторени членови се членови на раководството. Примерно Никола Блиски 45.000 денари донира. Да, имаме такви. Во овој пат донатори се членовите на најтесните раководства на партиите. Некои од нив донирале и по 3 пати, затоа што сумата која може физичко лице да ја донира е 3.000 евра, а тие донирале 3 пати по 59.990 во рок од 2 дена. Значи, и тоа се совпаѓа ситуацијата дека тие донации се на денот кога треба да се поднесе извештајот. Значи, како да се сакало да се покрие дупката, односно сметката, да има пари на сметката од кои ќе се прикаже дека се трошени. И друга индиција која што кажува на местење на овие податоци е дека тие се до нула точни, колку се внесени како донација, толку се потрошени од донации. И имаме ситуација дека политичките партии префрлуваат пари од нивните сметки на сметката за изборна кампања и тие пари посебно ги евидентираат како се трошат. Че да поедноставиме, во милиони денари го кажавме тоа, во евра 1.436.000 евра, а расходите биле 3.178.890 евра. Тоа е само од тоа што тие го пријавиле. Од тоа што го пријавиле, да. Да. ВМРО ДПМН потрошиле 1.191.000 евра за парламентарните избори во кампањата. Покажува финансискиот извештај до оваа партија што е доставен до Државната изборна комисија. За реклама и пропаганда се потрошени 847.686 евра. За репрезентации потрошени се 6.000 евра, за други услуги околу 5.500 и за лични трошци и дневници околу 8.500 евра. Тоа е тоа. Ниту една од партиите не прикажува трошоци за канцелариите што ги имаат регионално. Може би донации, може некој. Иако се донации мора да се пријават. Што ги има по секое мало, не влегуваат трошоците. Но доколку постои таква ситуација да некој им дозволил да ја користат неговата куќа за подготовки за кампања, тоа мора да се пријави како донација од одреден вид. И тоа има своја цена. Значи, таквите донации се уредени со законот. И сето тоа во извештаите од политичките партии воопшто не е третирано и воопшто не е пријавено. Како ниту сметките за комуникација, например. Телефони, телефонски картички и така натаму. Тоа ништо не постои. Да кажем и за СДСМ, значи да бидеме до крај. Во финансискиот извештај на СДСМ пишува вкупни расходи од изборната кампања 231.544 евра, приход од донации пријавен 289.659 евра. За реклами и пропаганда СДСМ потрошиле
221.897 евра. ДУИ пријавиле приходи од 78.134 евра, а расходи во износ од 280.235 евра. За реклами и пропаганда се потрошени 250.164 евра. Ги нема автобусите тука, донации се. И ДПА, левица најмалку потрошила, таа донации собрала 18.500 денари, потрошила 41.216 денари, колку што донирале раководствата поединечно на ВМРО ДПМН и на СРСМ. Тоа е тоа како податоци. Левков, имаш и нешто да додадеш нова? Па јас би направил на подлабока анализа овде во овој дел. Значи, кога гледаме веќе околу финансирањето, излегува да пак ќе се навратам на делот што државата им ги префрла парите околу 200.000 евра на најголемата партија што ги добива изборите, а од овде гледаме дека посебно ВМРО ДПМН за последните избори потрошиле 1,1 милион евра. Да. И разликата во овде некаде околу 950.000 евра се во минус од последната кампања. Тие потрошиле по 2,5 евра за секој глас, а во ДУИ за секој глас се потрошено по 3,5 евра скоро, СДСМ половина евро, БС има потрошено 1 евро и малку повеќе, најмалку има левица 0,06 евра по глас. Имаме слушател на линија, само да го вклучиме бидејќи тие секогаш имаат предност. Океј. Канал 77, повелете во програма се. Ало, добро вечер. Добро вечер, со апетит ве слушам и едно велам вака. Да се вратиме пред, јас сум средновечен човек, да се вратиме пред 2-3 децени, не многу далеко. Значи, тоа не беше многу далеко. На сите ке ни летнеше глата. Јас не сум политички определени партиски, а за времето на УДБА ко беше, го мразам тоа време ко било тоа УДБА, удбашите, тоа и не се трошае пари. Учи, дедови на мајка ми татко, за дома што му најдоја тутун таму што нам качак што правил, го пријавиле во кооперација, сум од Битолско. Во Битола живеам од дете. И што го пријавиле за тутун качак во кооперацијата таму продавница, од башите, но има земено здравието и беше на излежува затвор за ништо. Како предлагате вие да се реши ова со финансирањето на партиите? Дали финансирањето тоа кој ги плаќаше од башите? Ние малку многу многу легваме во тиона. Дали тога и кој ги финансираше тие удбаши? Добро, тога и за тога и сега што правиме? Ама сега што правиме, значи ние, јас со апетит ве слушам, ние сакаме да го вратиме она што било. Еве, дајте вие предлог како треба. Како треба, секоја држава има и Германија, јас и Германија сум, децата ми се 15-16 години Америка, и сегде ги има тие. Сегде има таа. Добро, имате ли прашање за нашите гости, за Тасева и за Лев? Имам прашање, нека ми кажи гостинката, кој ги плаќаше тога башите? Дали не беа државни пари УДБА? И само некој само да покажеше со прстот дека ова е и здравието ќе му земе готово. И ќе му лепне ќе глата. Разбирам прашањето. Денеска имаме ли УДБА? УДБА имаме ли денеска? Имаме. Како се? Има во секоја држава има. Во една демократска, американска, Која финансира? Која финансира? Па самата тие се финансира само од државниот буџет. Порано од што се финансираш? А истото било и порано. Само не смеевме вака да збораме. Аха. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав. 032397707 Да прочитаме 2-3 твита пред да одиме со реклами, бидејќи Добро, нема што. Твитовите, ајде. 2-3 твита пред да одиме со реклами, бидејќи нашите коментенти се исто така нетрпеливи. Што се лутите на ВМРО домаќини толку години на власт, уште у Штип немаат простории?
Не знам, Друг СДСМ... или... СДСМ нема просто... СДСМ нема. Грешиле. Така ли? Да. Не, ја нешто Што се лусите од ВМРО домакини? Си изградиле канцелари, куки си направиле така. Чекај да видам што има друго. Добар домакин. Интересно, виц на денот од законот за финансирање на политичките партии. 2 точки. Политичките партии се непрофитни организации. Потоа имаме уште еден, чекај вика. Брат Љубе одлежа 8 години за нелегално, за сместено во заграда да го стави у твитерџијата, нелегално финансирање изборна кампања. Па овие не ги крпат 3 доживотни роби. Доволна провокација да остане Доволна на провокација, реклами, а веднаш така. после рекламите Ана Јаневска Делева од Транспарентност Македонија на тема финансирање на политички партии, 2,5 минути краток разговор. Златко, што го снимаше? Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Радиовизија ви представува Ноќен експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Понеделник и среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Најлудата ноќ во годината поминете во угостителскиот бисер во Источна Македонија, Амор Кочани, за само 1690 денари, забава со Феникс и Виктори Бенд. Забава на 1 јануари со комплетно мени за 750 денари. Резервации на 033 279 900 и 077 660 835. Среќна нова со Амор Кочани. Дочекајте новата 2017 година за само 2000 динари со неограничен пијалок и совршена храна, недополнета со нотите на амбасадорите на добрата музика Коки и Тајфата. Резервирајте веднаш на 034 609 650. Хотел Вила Парк Струмица. Радиовизија. Реклами. Ноќен експрес. Финансирањето на политичките партии е регулирано со Закон за политички партии, Закон за финансирање на политички партии, Закон за спречување на корупција и изборен закон. Сега од каде се финансираат? Се финансираат од јавни и приватни извори на финансирање, односно јавните извори на финансирање се од буџетот на Република Македонија, додека пак приватните извори на финансирање се од членарини, донации, подароци, прилози, дотации, спонзорства, продажба на промотивен и пропаганден материјал. Ова, од наше искуство, тоа што сме мониторирале во неколку години поред, односно од 2011 до 2013 година, во самите извештаи ова и се покажуваат, меѓутоа секогаш постои начин на коруптивно внесување на самите политички партии, односно оние кои што ги финансираат, потоа добиваат противуслуги во форма на посебен третман, и тоа е вид на корупција што најчесто ги разјадува демократиите ни светот, па така и во Република Македонија. Како да се избегне корупцијата? Политичките партии се столбови на современите демократии, тие се клучни за генерирање на активни политички актери, создавање на политики кои преку избори и легитимно владење прераснуваат во политички решенија. Не најлесен начин, туку да покажат на јавноста дека се навистина транспарентни, да ги објавуваат своите извештаи
и нормално да функционираат институциите во државата и да го потврдат она што самите политички партии го даваат, односно се правдаат во државните институции. Сега се тоа зависи од самите политички партии, кои што за жал во Република Македонија и не се баш така транспарентни, односно има партии кои што воопшто не се транспарентни. По завршеток на секои избори во Република Македонија создаваат така наречени дупки, кои што се пари кои што ги потрошиле за време на изборни кампањи, дупки кои што никогаш и не ги затвара. Тука треба да се санкционираат, иако во самите закони има санкции за партиите кои што не ги почитуваат законите за финансирање. Меѓутоа тука најважна улога треба да одиграат самите институции, како што се Државниот завод за ревизија, Државната антикорупцијска комисија, потоа Министерството за внатрешни работи, што за жал до ден денеска ние не сме слушнале дека некоја партија во Република Македонија е санкционирана, иако во самите извештаи на Државниот завод за ревизија има заклучоци и препораки дека партиите ниту ги објавуваат извештаите, ниту се транспарентни, меѓутоа тоа тука завршува, односно не се процесира и не реагираат на тоа институциите како што се Државната антикорупцијска комисија, понатака и јавното обвинителство Република Македонија. Контакт телефон 032 397 707 и 397 727. СМС контакт 142-177. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880 222. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Продолжуваме со Ноќниот експрес. Тема ни е финансирањето на политичките партии. Во студио со нас е Левков од истражувачката мрежа Скуп, кој што го направи она со своите коли фамозно истражување за богатството или за имотот на политичките партии, и секако професор Тасева, која што е позната антикорупционерка со долгогодишно искуство, ги анализиравме малку начините на финансирање, ги анализиравме извештаите, детектиравме дека редовно партиите во своите извештаи при кампањите пријавуваат минуси. Кој ги плаќа тие минуси, професор Тасева? Тоа е добро прашање. Еве, минатите избори знаеме дека пријавија партиите минуси, за една партија дознавме дека кредит подигнала, така Социјалдемократскиот сојуз, така се зградата даде под хипотека. Под хипотека. Како ги плаќаат партиите овие милионски суми кои што остануваат должни некому, нели, дали на медиумите, дали на тие што рентаат концертни сали или на тие што рентаат разглас или било какви други услуги што користат? Порано знам, медиумите ги спонзорира, им остануваат должни, не смеја да ги тужат. Уште има долгови, например, македонска телевизија, некои партии кои што не се регулирани, дали се на суд, дали се завршени процесите, не знам. А помалите медиуми од внатрешноста, локални, регионални, се воздржуваа, не тужеа, затоа што притисокот на локално ниво да биде имаме што да земе. Со тоа што последните два изборни циклуси, 3 се повеќе медиуми бараат авансно да им биде платено, за да најде во ситуација да пак очекуваат партијата што им е должна некогаш да им плати. Правило е, и така е законот уреден, дека не сме да остане толк. Се она што е предвидено да се плати од сметката која се отвара посебно за изборна кампања, треба да се плати од таа сметка. Откако ќе се затвори таа сметка, останува прашање дали воопшто ќе се платат долговите и фактурите кои се фактури кон коалицијата која што настапува на одредени избори, а не кон определена политичка партија. Која што е субјект, правилно. Да, и затоа сите изговори од типот партијата после ќе ги плати овие сметки, откако ќе добиеме пари од буџетот за добиен глас, се нелегитимни и не сме да се дозволи тоа така да остане. Затоа е уредено отварањето на посебната сметка
која што треба да се затвори после кампањата и да се даде финалниот извештај, а сите трошоци се плаќаат од таа сметка. Ние со години имаме ситуација дека ни се привлекуваат долгови кои што никој не ги плаќа. Останува посебно таква ситуација на неплаќање останува кон партиите кои сте на власт. Затоа што медиумите или другите кои што дале услуги за време на кампања едноставно не се осмелуваат да испорачаат фактури за плаќање или пак да тужат определена политичка, водечката политичка партија, затоа што можат да се соочат со други последици, како што знаеме дека се активира системот на инспекции и така натаму. Сега има една поволност, пониски цени, помалку ДДВ се плаќа. Поволност за медиумите, они можеби на тој начин се штитат. Порано ако 1.000.000 евра чини за 20 дена кампања рекламирањето некоја партија, само за ДДВ 18% се многу пари. Да. И партијата ако не ги плати, ДДВ-то мора да се плати. И можеби сега пониските цени и заради тоа, меѓу другото, се појавија у последните 2 изборни циклуси, за да медиумите се заштитат од неплаќањето на партиите. Но тој проблем очигледно и понатаму останува и не се однесува само кон медиумите, него и сите други кои што даваат услуги за изборните кампањи. Например, превозници. Имаме тука многу превоз што се користи. Имаме многу користење на услуги за естрадни уметници. Имаме користење на услуги за опрема за озвучување и осветлување на изборните кампањи. Значи има многу други работи кои што се фактурирани, а кои што не се знае кој и кога ќе ги плати. Јас мораме Петрит реклами, меѓутоа пред рекламите да го најавам Горан Гаврилов токму на тема медиуми, партии, односно финансирање на партиите од страна на медиумите и обратно финансирање на медиумите од страна на партиите. Па се користи интересен термин prepaid. Че медиумите мора да дадат нешто што претходно им е платено преку најразлични тендери. Оваа тема низ призмата на платеното ДДВ, низ призмата на депресираните цени, ја обработува Горан Гаврилов, директор на Канал 77, користејќи вкрстени податоци од повеќе изборни циклуси, од ценовници за време на тие изборни циклуси, и тоа за време на изборни кампањи и економски цени кои што се претходно присутни, особено кај национални телевизии, кај што има драстични разлики. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на Канал 77. Ленд сервис, најдобриот избор за чистење, деловни објекти, болници и училишта. Генерален дистрибутер за Македонија на светски познатиот француски бренд Аниос. Средства со двојно дејство за чистење и дезинфекција. Вашето решение за безпрекорна хигиена. lend-service.com 02 255 0157.
Ноќен експрес. Радиовизија. Реклами. Ноќен експрес. Во македонската историја медиумска највисока цена постигната за една секунда рекламен простор беше 100 евра секунда со последното емитување на последните избори додека постоеше А1 телевизија. Дека на најгледаната телевизија ќе платите најскапо доколку сакате да се надпреварувате во политичкиот живот во Македонија. Таа цена можеби беше нереална, бидејќи економскиот простор чинеше 3 пати помалку. Од тогаш па до сега тие цени се девалвираа, за да на пожиткиот договор опозицијата бараше да биде цената најмалку еднаква како што е економскиот маркетинг. Дека ценовниците не можат да бидат постари од последните 3 месеци, што значи дека пред изборите не можете да ги минувате цените. Но имаше еден процес кој што предходеше пред оваа одлука, а тоа е 2014 изборите, каде што Сител телевизија цените за политичкиот маркетинг ги постави на 1 евро секунда, за разлика од економскиот маркетинг кој што е 10 пати повисок. Зошто е овака? Канал 77 се потруди да направи истражување и се појави како клиент за економски маркетинг да направи свој буџет од 15 секунди спот, за да видиме што ќе добие клиент од економски маркетинг, а што ќе добие клиент од политички маркетинг. Комисија за заштита на конкуренција потребно да види во што се состои девалвирањето на цените. Исто така го испитавме и што значи тоа во однос на буџетот на Република Македонија. Колкав ќе биде ДДВ-то во првиот и во вториот случај и дали буџетот е во загуба. Ова значи дека девалвацијата на цената од 100 евра на 1 евро за 100 пати помалку условува и неплаќање на ДДВ. Зошто е овака? Графиконите ќе ви покажат деталите ова на моето денешно интервју, каде што можете да ги видите точно разликите во цени и начинот на плаќање на ДДВ. Затоа што има своја предходница оваа корупција во медиумите, јас би го нарекол тоа како prepaid постапка. Prepaid значи дека политичките чинители во 2014 и сега во 2016 имаа механизам на спонзорство на медиумите, каде што медиумот се откажуваше од својата брута добивка, се јавуваше како спонзор на политичка партија, за да го ја намали цената. Но бидејќи тоа се укина, тие решија да ја намалат цената од евро секунда, затоа што се должи со владеното рекламирање, добивање тендери и други клиентелистички услуги, за да не платат политичките партии премногу, а мора да платат, бидејќи се издава фактура, и на тој начин политичките субјекти поминат со многу понизок буџет од реалниот. Тоа значи дека тие директно влијат врз висината на ДДВ. Опозицијата во овој случај ги добива цените кои што самата власт успеава да ги добие. И сега имате ситуација да цена на најгледана телевизија со најслушано радио имаат еднаква цена. Тоа ви звучи малку нелогично, но радијата во овој случај не се толку атрактивни и немаат prepaid однос со власта и цената им е редовна економска. Ово кажува дека вистинитоста на буџетите на политичките партии кои што декларираат, да речеме, 1.000.000 евра потрошени, се неточни, дека реалната цена за економскиот маркетинг е 5 пати повисока. Тоа значи дека сите заедно се вклучени во еден корумпиран круг, кој што и власт и опозицијата го знаат. Медиумот е задоволен бидејќи се разложил со рекламно време, но не уплатил доволно ДДВ, исто така и нарачателот не го платил ДДВ-то, не го регистрира Комисија за заштита на конкуренција, УЈП не го регистрира, да се во нормална пазарна економија наглото девалвирање на цените за 100 пати подолу од нормалната или 30 пати помалку од нормалната, значи прикривање на данок. Сите заедно овие чинители го прават кругот на корупција. Ноќен експрес. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Го слушнавме Гаврилов. Гаврилов за prepaid термини, депресирање на цените. 100 евра била најскапата реклама секунда, а сега 1 евро.
таква деградација на медиумскиот простор, очигледно поврзана со клиентилистичките односи со политиката, Тасева, вие сте добро упатени во овие. Само да заклучиме, финансирањето на политичките партии, она што се случува во Македонија, го дисторзира, го деформира, го уништува медиумскиот пазар. Не само медиумскиот. Со тоа да, и демократскиот амбиент, и општествениот демократски процес кој што треба да... На Левков му останавме должни за коментар и за претходниот дел со слушателот и за овој делот на медиумите, па потоа би сакал да ја прашам господја Тасева за чаре, за некакви решенија. Добро, делот на финансирањето, посебно на корумпирањето на медиумите, го спомена многу добро Горан Гаврилов во претходниот прилог. Сакам да кажам дека во делот на финансирањето на медиумите, особено во делот на финансирањето на политичките партии, сите тоа го платиме на коруптивен начин, подоцна преку тендерите. Тендери се доделуваат на тие фирми или на тие субјекти што ќе ја финансираат кампањата за партиите на власт, подоцна преку државниот буџет тие пари во 4 очи им се враќаат. Имаше ситуација и порано каде што градежни предпријатија ги добиваат тендерите за зимско чистење на патиштата. Обично во зима, кога не им беа активни градежните машини, тие требаше да ги чистат патиштата, тие не ги чистеа. Имавме заледени патишта, не можевме да се движиме. Тоа е една функција што има државата, што не е исполнува. Имаме ситуација кога државата треба да ги чисти каналите. Имавме пред неколку месеци ситуација кога од неисчистени канали во Скопско луѓе не изгинаа, тие работи требаше да ги направат фирми и компании преку буџетски средства. И не само тоа, на многу други начини. Еве да се вратиме, пак ќе се навратам на тоа дека корупцијата во политичките партии се гледа на секој начин, да ги погледнеме само еден митинг, да го погледнеме колку чини. Имаме таму луѓе од државната администрација кои што ги напуштиле работните места за да присуствуваат на тој митинг. Да речеме дека има 1000-2000 луѓе, 2 часа или 3 часа не работење на таа администрација, на тие 2000 луѓе чини пари. Сите тоа го платиме, сите тие пари ги платиме од граѓаните. Мислам, не граѓаните, од буџетот. За да бидеме уште појасни, побрутални, медиумите, што значи тоа при пет, си го земале предходно својот колач, својот дел, преку некој тендер, например, ајде да не ја споменувам телевизијата, 20 милиони евра беше тендер за РЕК Битола. И таа телевизија, дали рекламата ќе биде 1 евро или 2 евра, или... Значи, воопшто не е битно економски да работи за време на изборна кампања, која веќе тие пари се земени, и од тие пари, веројатно, треба нешто како... Сега тука доаѓаме кај улогата на институциите, не само антикорупцијската. Професор Тасева, ја спомнавте улогата на УЈП, додека трае рекламите, па би сакал да и на слушателите и на гледачите да им објасните повеќе околу тоа. Го спомнавме и обвинителството за организиран криминал. Што може да се направи за оваа состојба која што очигледно е трагикомична? Имаме извештаи кои што не се извештаи, имаме институции кои не функционираат, имаме хронични проблеми со добри закони кои што не се спроведуваат во праксата. Како да излеземе од овој ќорсокак? Мислам дека тука мора граѓаните да бидат поактивни. Сите тие што се членови на политичките партии мора да бараат поголема одговорност и отчетност на нивните политички партии. Знаеме дека корупцијата навлегува во општеството преку финансирањето на политиката. Тука се создаваат тие должничко-доверителски односи. Ако знаете кој финансира одредена политика, тогаш знаете и каква политика ќе се води понатамо. И тоа е многу битна информација за граѓаните да бидат информирани од каде се парите за финансирање на нивните политички партии. Постојано го нагласувам местото и улогата на управата за јавни приходи. Затоа што и политичките партии се правни лица.
И сите оние кои што донираат на политичките партии се лица, физички или правни, кои што се даночни обврзници. Доколку управата за приходи сака да помогне во овој процес, и тука тие се најповикани, мора да се утврди од каде се парите, што доаѓаат на сметка на партијата, дали се легитимни извори од некоја фирма која што за тоа платила данок, дали се легитимни пари на некое лице кое што ги заработило и за тие пари платило данок, затоа што ако не се прави тоа, не дозволуваме влегување на црни пари и перење на пари во политиката. И за сите институции, тука го спомнавме и јавното обвинителство. Јавното обвинителство гледаме дека во другите држави тие веднаш се вклучија во ситуациите на контрола и на следење на финансирањето на одредена партија. И се вклучија во истрага за да утврдат дали постои тука неправилност или незаконитост, и гледаме дека лица беа повикани на одговорност. Значи, се додека системот на институциите кои што се надлежни за спроведување на контрола и истрага тоа не го прават, ние ќе имаме ситуација на сива зона, неуредена зона, неконтролирано финансирање на политичките партии и кампањи, и како резултат на тоа нема да знаеме или да имаме никакво влијание на легитимноста на политиките, односно на корупцијата која што ќе ни се развива како политичка. Зборуваме за финансирање на политичките партии. Наши гости Слајана Тасева и Горан Левков. Добро вечер за слушателот. Од кај се јавува? Повелете во програма сте. Добро вечер. Бас сакам да го поставам сега прашањето, дали се слушаме? Да, во програма сте. Бас сакам да го поставам прашањето околу последиците за оние неправилности за кои претходно се зборуваше во емисијата, како се добиваат пари за реклама, од каде се изворите, слушнам дека има и државни институции, непознати извори и така натаму. Понатаму дека многу повеќе се трошат пари од колку што се јавно објавуваат собраните пари за кампањи. Еве се госпоѓата Тасева кажа дека УЈП треба да реагира за одредени неправилности, јавното обвинителство и така натаму. Меѓутоа ја до сега не сум слушнал некој да одговара за овакви неправилности. И мислам дека ова ќе продолжи во недолго, се додека не се јавно живоса, дали тоа ќе биде институција, дали тоа ќе биде партија, дали тоа ќе биде поединец, кој ќе сноси кривична одговорност, бидејќи мора да одговара според законот. Мислам дека ја до сега не сум слушал да има некој за тоа поднесено последици. Благодарам на вашето јавување. Ако немате нешто друго да прашате или да додадете. Сакам да прашам, значи, има ли некој до сега што е казнет? Можеме само да зборуваме, прва баба, како беше она, и че нема никаков ефект. Само ќе разговараме и нема да се спречат причините за вакви неправилности. Многу пари се. Благодариме многу. Професор Тасева, а и колегата Левков можеме да го прашаме, барем во делот на медиумите, како да го подигнеме отпорот на медиумите кон политичката корупција. Но еве, го начнавме ова и на почетокот на емисијата, освен ете случајот Љубе Бошковски, нема ниту еден вистински друг случај каде што има некаква одговорност за незаконско финансирање на политичка кампања или на политичка партија. Инструментите се тука, законите се прилично строги, така, казните се затворски. Во кривичниот законник, да, имаме затворски казни. Законот за финансирање, или изборниот законник за финансирање на кампањите има сега најновата измена, би рекла нешто што може секоја партија да го вкалкулира во своите трошоци за неточно финансирање или за финансирање повеќе од она што е дозволено,
треба да плати казна 9000 евра, што е ништо. Значи, ние во последно време имаме и дерогирање на нашите закони кои во оваа сфера, наместо да имаме построги санкции, ние и санкциите во однос на ова се намалуваат. 9000 евра, тоа е како нашите колеги од Фокус за душевна болка што платија, например, на еден функционер. Повеќе платија колку? Едно од тужбите беше 9000. Значи, ако ние зборуваме за сума од милиони кои се трошат за кампањата, 9000 евра не се ништо. Тие се може да бидат пресметан трошок. Има една друга работа. Цело време фокусот и ударот е на медиумите, на новинарите, на луѓе надвор од политичките партии. Политичките партии никој не ги чепка. Политичарите никој не ги чепка. Конкретно, например, медиумите беа казнувани за прекршување на изборниот законник во врска со медиумското покривање на изборите. Казни има и за политичарите. До сега не се сеќавам некој политичар да е казнет. Има еден вакуум простор 7-8 дена, колку е од денот на потврдувањето на кандидатурите, не смее да се појавува на медиуми, не смее да се појавува во јавноста, да тера кампања, ниту еден политичар кој што е кандидат. Тоа до сега не го почитувале, а не се сеќавам дека некој од нив одговарал. Че имаме тука двојни аршини како да се заштитени бели мечки политичарите секогаш и секогаш се фокусираме на новинарите, на медиумите, никој не зборува за политичари. Па токму тоа е она, затоа зборуваме вака да ја подигнеме свеста, да бараме одговорност од политичарите, затоа што мора институциите кои што се надлежи за тоа да почнат да си работат својата работа. Политичарите и многу лесно може да се нотираат нивните некоректности или незаконитости во работењето, исто и на политичките партии. Сме имале многу случаи кои сме ги доставиле до институциите, меѓутоа тие не реагираат, а исто така не постапуваат по својата службена должност кога зборуваме за Државниот завод за ревизија или Државната комисија за спречување на корупцијата, кои што треба да проучат одредена ситуација и да поднесат извештај до јавното обвинителство и до собранието. Значи, тука ние не сме слушнале дека такво нешто се случи. Неверојатно се снаодливи, што и да направиме, каков закон да се направи, тие се секогаш пред законот. Еве со медиумите финансирањето на рекламите на политичките кампањи. Порано, вишокот ќе го прикаже медиумите како донатори. Па се укина сега, не може да бидат донатори медиумите, сега ги намалија цените. Така, например, и ова со кампањата. Една расправија слушнав што е водење изборна кампања за кандидатите, за пратеници, кои што се во тој вакуум простор, дека не започне кампањата од денот на нивното потврдување, не смеат да се појавуваат во јавноста и да водат кампања. И таму нашле одма правниците, многу се инвентивни, а водење изборна кампања е ако го имаш рекламниот материјал во себе, тоа не е водење. Ако го дадеш на некој, тоа е водење на изборна кампања. Значи, јас можам да го покажувам, ама не треба да го давам на друг. Мислам, со такви, не знам, тривијални работи кои што не ни служат на чест, ако сакаме да бидеме држава во која што функционираат институциите, во која што функционира демократијата, треба тие трикови да ги заборавиме. Левков, пред да го пуштиме делот од филмот што го направи за најбогатата партија во Европа, можеш ли кратко интро да дадеш за овој филм? Па, овој документарен филм беше работен врз база на истражувањето што го направивме како Центар за истражувачко новинарство Скуп Македонија. А првично претходното истражување покажа дека за само кратко време, за неколку години, 3-4 години, имавме за зголемување на бројот на имотни листови на ВМРО ДПМН од, не знам, од 30-40 на околу 90. Значи ВМРО ДПМН имаше имотни листови, односно објекти во малку да не речеме во секоја село низ државата. Имаме 80 општините, има 93 имотни листови. Дополнително, значи после на места во Скопје, згради имаше во Кисела Вода и во Карпош, а во местата каде што имаат седиште, односно во зградите каде што седиште има ВМРО ДПМН како партија, наоѓавме станови во истата зграда на Трансмет
или компанијата собственост на Сеат Кочан, собственост на една телевизија. А потоа имаше во истата зграда во Карпош, мислам, имаше Александра Мијалкова, сопруга на Сашо Мијалков, а во зградата во Кисела вода два стана имаше, мислам, Дејан Митровски Урко, долгогодишен соработник на Никола Груевски и негов телохранител. Имаше Димитар Петров, председател на државната комисија, регулаторна комисија, и тој имаше стан во истата зграда. Целата таа работа ни беше симптоматична кога влеговме да го истражуваме ова. И уште неколку функционери има станови во тие згради и целата таа работа ни беше симптоматична. Ги прегледавме ревизорските извештаи, ги прегледавме сите легални документи, видовме многу незаконитости. Едноставно глобален заклучок од целото ова истражување беше дека извор на корупцијата во Македонија се политичките партии, посебно политичките елити. Тие ја уништуваат целата демократија во земјава. Значи, ако имате матни начини на финансирање на политичките партии, ако никој за тоа не одговара, тоа со самиот таков начин повлекува една голема супериорна позиција на владеачките партии. Значи, преку злоупотреба на буџетот, утре тие да добиваат позиции, да трошат државни пари за нивни партиски и лични интереси. Само да расчистиме, законски зборуваш имотни листови на името на партијата на ВМРО ДПМН. На името на партијата на ВМРО ДПМН имаше 93 имотни листови, сега 1-2 имоти мислам дека имаат продадено во последните 2-3 месеци, има околу 90 или 91 имотен листови. Законски како е поставеноста? Дали партиите не смеат да бидат собственици на имоти, да работат бизнеси, да тераат? Тие може да поседуваат имоти, во смисла како партиско седиште. Значи, целиот овој имот е распрскан низ Македонија. Како партиски седишта, да, тоа е неспорно, но спорен е начинот на кој се добиени тие партиски седишта. Значи, пред малку споменав дека од колешката Сашка Цветковска имаше најдено дека за последните 3 години ВМРО ДПМН има купено има 40 нови имотни листови. Да речеме дека на тие 40 нови имотни листови, меѓу кои партиското седиште се запишено од 15 до 20.000 метри квадратни градежно земјиште. Кога ќе го пресметаме по некоја цена од 400-500 евра просечно, тоа градежно земјиште, колку што чини да се купи тоа градежно земјиште и на него да се изгради еден објект, ќе видиме дека тоа е имот некаде од 10-15 милиони евра. А никаде политичките партии, посебно ВМРО ДПМН, никаде го нема пријавено тој имот од 15 милиони евра од една страна, од друга страна. Значи во последните 5-6 години ти имаат некаде околу собрано, не ме држите точно збор, околу 4-5 милиони евра како донации за партијата и за кампањите на партијата, а имаат потрошено двојно повеќе само за избори. Значи, тие во минус од изборите се само околу 4-5 милиони евра и плюс што имаат купувано некаде. Баланс ќе направите ли, значи ова е над законот како се збогати ВМРО ДПМН, ќе направите ли документарец како се осиромаши СДСМ? Мислам дека начинот... Има една разлика, бате Столе, затоа што еве да не им останеме должни на социјалдемократите, овие се збогатуваат, а овие имале богати предци. Нели, наследиле. Зградички, имочија, канцелариички. Имаше недоумици околу зградата на СДСМ, тоа го наведовме во нашиот документарен филм. Значи, предходно зградата на СДСМ 90-тите години е била државна зграда, па е менувана со партиска зграда, но далеку е од тоа што после доби ВМРО ДПМН. Значи, ВМРО ДПМН само купи, сакате да кажете, или малку зборот купи овде е малку дискутабилен. Затоа што имотот се купува, така. Да, имотот се купува. Освен главниот штаб, кој што е изграден, нели, одново, срушена е старата зграда на централниот штаб на ВМРО ДПМН, другото е, предпоставувам, или нешто и се гради. На тој дел има некаде, мислам, околу 5000 метри квадратни државно земјиште во најскапиот дел на Скопје. Значи, да ве подсетам за една аналогија друга, зградата на Телеком
беше со пазарна вредност некаде околу 40 милиони евра, со пазарна вредност што ја даде тогашниот собственик, сега не се сеќавам, мислам фирми блиски до власта беа, ја дадоа на Телеком таа зграда, во замена земаа 4 други згради. Значи тогаш ја ценеа нивната зграда на Телеком 40 милиони евра на само не цели 500 метра на улица Македонија се наоѓа и партиското седиште. Јасно е, Левков, дека злоупотребите се прилично делот од видеото кој големи. Да го видиме видеото кое што предизвика големо внимание во јавноста. Ноќен експрес. На површина од над 33.000 квадратни метри и пазарна вредност од околу 60 милиони евра. Во септември годинава имаа 93 имота, но откако продадоа 2 стана во кисела вода, имотот се намали на 91. Сепак, ова не е приказна за видливото, ова е приказна за моќ, пари и трговија со влијание. Како? Погледнете го новото заедничко истражување на Скупи Нова ТВ. Откриваме кога е купен имотот на ВМРО ДПМНЕ и како партијата успеала да се стекне со вид на имот кој по закон е забранет. Ова е скопската приградска населба Сарај. Тука живее типично гласачко тело на партиите на нашите албански сограѓани. Но малкумина од соседите знаат дека позади оваа куќарка, штаб на власта, се наоѓа пасиште кое го поседуваат токму ВМРО ДПМНЕ. Го купиле во 2015 година. Во истото село имаат уште едно пасиште. Едното од нив го делат со приватно лице и Република Македонија. Но зошто е на влачката партија пасиште? А ова дури и не е единственото пасиште кое го поседуваат. Скупи Нова откриваат околу 15 имотни листа на кои оваа партија со договори за купопродажба во последните 3 години купувала ниви и пасишта. Во селото Могила партијата дури има и нива која се издава под закуп. Купила, но не смеела. Законот за финансирање на политичките партии е јасен. Член 6 вели: политичките партии имаат право на собственост на деловен простор, опрема, канцелариски материјал, превозни средства и друг движен имот потребен за остварување на целите и вршење на активностите утврдени со статутот на партијата и со закон. Доколку пак партиите добијат имот кој не е деловен на подарок, тие се должни да го продадат по пат на судска лицитација. Политичките партии од легат можат да ги стекнуваат само средствата предвидени со членот 6 од овој закон. Доколку на политичката партија и се отстапат средства што не се утврдени со членот 6 на овој закон, тие се продаваат по пат на судска лицитација и паричната вредност остварена од лицитацијата се префрла на жиросметката на политичката партија. Но владеачката партија не застанала само на ниви и пасишта. Тие поседуваат и станови во повеќе згради во Скопје и Македонија. Не деловен, ами приватен простор. Исто така забранет согласно Законот за финансирање на политички партии. Ако сетиме за многумина Скопјани омилената шопинг локација за чевли и облека, истата локација е таргет и на владеачката партија, но тие купуваат станови. Во City Tower, дел од проектот City Mall, владеачката партија поседува стан од 56 метри квадратни, купен е во 2014-та, а овде соседи им се Александра Мјалкова, Сител телевизија и печатницата Европа 92. Ноќен експрес. Интересни работи слушнавме. При крај сме со емисијата. По еден финален коментар ќе побараме од нашите гости Слаѓана Тасева и истражувачот новинар Левков. Имаме ли решенија конкретни, компаративно што можеме да го употребиме директно тука, без многу да се мачиме, или секоја земја си има своја специфика? Кога се договаравме за интервјуто, господја Тасева, ја споменавме Норвешка. Норвешка има многу пари, меѓутоа многу елегантно го решила овој проблем со финансирањето на политичките партии. Се финансира државата? Така е. И како го контролира тоа? Постои специјално министерство за таа работа. Министерство има? Да. Имаат министерство за политики и религија, така да и религијата тие ја финансираат од државата и политиката ја финансираат од државата. Така да комплетно целосно финансирањето на работата на политичките партии е од фондови на државата и на тој начин се сведува на минимум незаконитото финансирање на партии. Едно подпрашање, професор Тасева. Што ќе се случи кај нас, доколку се имплементира некаков таков систем,
а знаеме како партиите на власт тука злоупотребуваат моќ бескрупулозно. Например, кога државата би финансирала, што ќе се случи со партиите во опозиција? Да, тоа се распределува равномерно зависно од големината на партијата и учеството во политичкиот живот. Дали имаат членови во парламентот, на локално ниво и така натаму. Значи тоа може многу добро да се контролира после, затоа што институциите на државата се надлежни целосно да го контролираат финансирањето на Значи возможно е сепак и да се направи систем кој што би бил некаков отпор кон корупцијата во политиката. Да, се почесто се слуша оваа теза дека најдобар систем би бил тој, кога би се забранило финансирање на партиите од донации, кога би се финансирале партиите од буџетот на државата, доколку се смета, нели, дека тие се столбови на демократијата во една држава и дека е неопходно да бидат поддржани. А има логика, многу повеќе може да злоупотребат вака кога се оставени слободно, отколку што и потрошиле ако државата ги финансира. Тоест ако ние граѓаните пак ги финансираме. Левков, да не ни дојде многу. Левков, ваш коментар? Па јас сум на иста линија со господја Тасева во овој дел. Значи во Европа има познати модели на финансирање на политичките партии. Пред малку го споменав моделот на Бугарија. Бугарија за секој глас на последните избори кои го добила партијата платја по 11 лева. Кога ајде сега уште ни се свежи изборите, предвремените парламентарни избори. Тоа се околу 5,5 евра, така. 5,5 евра, значи околу 1,000,000 гласачи што излегува во Македонија, сите партии ќе распределат некаде околу 5,5 милиони евра. Да речеме и да ја дадеме 10 милиони евра. Многу е подобро од буџетот да ја дадеме да ја платиме 10 милиони евра, отколку подоцна преку најразлични коруптивни тендери на овој или на оној начин тие да не украдат 100, 200 или 300 милиони евро од Дали буџетот. сметате, Левков, под прашање, дали сметате дека еве ако се спроведе тоа, дека ќе прекине нелегалното финансирање, нели нема да сакаат партиите што би рекле по-скопски да појачаат? Па мислам дека тие им се доволни пари. Значи 5 милиони евра се најгламурозните кампањи на ВМРО ДПМН нешто ги води сега. Значи на 4 години тие ако примат 20 милиони евра, а потрошат 5 или 10 милиони евра, тие сосема им се доволни пари. Ке може и дивиденда да делат партиите, вака како што предлагате. Баш непрофитни се, ќе може да ги донираат парите да се рекламираат после повеќе како добротели. Во делот исто на тој дали може на пример да се изрегулира таков еден однос, да секако може со подобра контрола. Значи да има контрола невладините организации, да имат контрола медиумите, да имат ревизијата, да има поголема контрола на трошењето. Институциите кои што се задолжени за тоа. Кои што се задолжени за тие работи. Законски поставени, ама не си работат. Се врзани да не работат, да замижуваат пред сите овие работи. Кога ќе погледнете ги само ревизорските извештаи. Значи во нашите ревизорски извештаи се запишани се запишани дел од недоследностите. Значи сметката за финансирање на политичката кампања треба да се затвори ден после изборите. Кај нас, например, во предходните парламентарни избори не беше затворена месец дена и двете партии, и СДСМ и ВМРО ДПМН, и мислам тогаш по месец дена не ја затвараа таа сметка. Иако со закон е наведено да мора да се затвори да бидат решени сите тие работи. На тој начин многу полесно ќе се заузда и друга една работа која што цело време лепде овде ќе се создаде фер конкуренција за сите политички партии. Вака, ние имаме една 100 пати до 1000 пати поголема предност на владеачките партии отколку на партиите во опозиција. Другиве не можат воопшто да се надпреваруваат кога има вакви булдужери на тоа веројатно треба изборниот систем да се смени и други, меѓутоа и финансирањето е многу значено, не само изборниот систем. Карикатурите еве го горе, го гледаме. Левков, се надевам дека имате екран во студиото, имате сигурно да се видите. Мислам дека добро ве потфатил уметникот. Како оден стрип. Знаеш како се викаш, се не ми текнува као човек кој што се бори против нешто. А еве и та се, Еве можете да се видите.
Тасева тука не ми личи на антикорупционерка, појаки така као професорски. Као професор, да. Добро. На што ме асоцира зборот Михајло, господја Тасева? За вас прашање. Михајло на што ме асоцира? Зборот. Не ме асоцира, тоа е име кое што е поврзано во мојата работа со еден мој колега кој што ми беше колега во Државната комисија за спречување на корупција. Маневски од прва. Да. Макове на што ме асоцира? Да, тоа беше една господја која што доаѓаше во Македонија да помогне во спроведување на антикорупцијските активности. Беше ангажирана од влада. Врти случаи секојаш со романците некако сме повезени. Така. Макове беше на Груински, па сега доаѓаше и Лаура Ковеши. На што Левков те асоцира зборот приговор? Зборот приговор? Да. На последните избори. И на приговорите маратонски. Нема информација управен суд што направи. Требаше да расправа вечерва за приговорите. Жалбите за приговорите, да, управниот суд. Утре батрество. Толку за вечерва. Благодарам за вашите гостувања. Секако да им кажеме и на слушателите и на гледачите на Канал 77 Радиовизија дека репризата наша е во викендот веднаш по стадион. А во живо се слушаме и заутре вечер. Во истото време со тоа Ви што благодарам на поканата. Исто јас ви благодарам на поканата од Штипското студио. во среда ќе зборуваме за говорот на образа. Ноќен експрес.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева. Продукција Канал 77, декември 2016.